Денес учествуваме на 4-та конференција на Сдруженијето Јас сум жена, конференција на која што се промовираат македонки, успешни приказни на македонки во Македонија и од странство. Исклучително е важно да ги слушнеме нивните приказни, да ги споделиме искуствата, да стекнуваме нови сознанија, но исклучително е важно и сите овие изложбени штандови овдека што се промоција на македонски креаторки, исто така кампањи кои што како председателка на Унија на жени ги работиме со години, како председателка пак на комисијата или пратеничка во собранието, комисијата за еднакви можности на жените и мажите, ги поддржуваме кампањите, како што е за кампањата против насилство и така натаму, промоција на читање на книги и така натаму, така да исклучително добри содржини за да останеме овдека на оваа конференција денес. Жените политичарки сегде треба да се присутни, а најмногу да им се фокус вакви конференции за да покажеме дека имаме и солидарност меѓу жените и поддршка си даваме една на друга и ветер во грб си даваме, така да исклучително е важно да сме присутни. Да благодарам на прашањето. Прв пат сум на моја огромна радост. Некако претходните години случајно го испуштав настанот поради некои приватни обврски и се радувам уште во првите минути на ова прекрасно женско опкружување, на оваа прекрасна женска енергија и верувам дека целиот ден ќе поминеме сите ние овде убаво. Верувам дека ќе слушнеме многу инспиративни приказни од претходните години кои што слушнав дами кои што биле присутни, ми раскажаа дека се запознале со многу жени кои што имаат што да кажат и верувам дека и оваа година ќе биде така. Пораката која што сакам да ја испратам до секоја една жена, и да нека не биде од новинарската фела, е да биде силна и да свати дека секој еден предизвик кој што се појавува пред неа е една нова лекција што ја прави уште посилна. И многу ми се допадна ова, уште само за крај ќе кажам реченица што не пречекува на самиот почеток дека пчелата е во женски род. Случајно се најдов на оваа конференција денеска тука. Мојата пријателка Наташа Мијатовиќ Мијата ме покани да дојдам и инсистираше сметајќи дека, објаснувајќи ми дека она била минатата година и дека е ова навистина нешто што треба да се види, да се слушне и да се биде дел од истото. Се разбира, прифатив и можам да кажам дека сум навистина среќна што можам да бидам дел од едно милје каде што треба да се слушне и се слуша гласот на жената, затоа што нас како држава, односно како женско движење, многу ни е потребна едноставно неопходна солидарноста, соработката, почитување меѓу себе. Ако погледнете што се случува на социјалните мрежи, ќе видите дека најмногу жена во жена плука. Тоа е она што ми пречи и мислам дека вакви собирања, вакви средби и можност меѓу себе подобро да се запознаеме, да поразговараме и да ги споделиме проблемите кои што не мачат е основа на она што треба да се вика женско движење и учество на жената во општествениот живот. И затоа сум тука. Да, денес имам посебна чест и задоволство од организаторот да бидам поканен на овај убав настан посветен на жената. Јас се представувам со изложба на 10 скулптури на тема жена и мајка. Во секој случај, жената како инспирација е многу битна за еден уметник, меѓутоа и многу е важна врската помеѓу мажот и жената како соработка и поддршка во денешното време. Така да го поддржувам овај настан и секогаш преку епитет и најдобри репрезентации давам преку моите скулптури и уметнички дела за големината и делото на жената денес и секогаш низ вековите.